Добро вечер, победничко Панче Пешев. Добро вечер, почитувани мои сограѓани и гордост наша Кумановска. Почитувани мои, да се говори во Панче Пешев е исто како да се говори во своето семејство. Толку сме близки, толку секојдневно се среќаваме, толку секојдневно ги споделуваме сите наши заеднички проблеми, толку многу заеднички работи си знаеме и тоа е нешто што не води и не обединува кон конечната цела, тоа е победа во недела и тоа не во 8 навечер, во 10 часот савајде. Почитувани мои, синочка бевте сите вие сведоци на онаа што се случуваше во Куманово. На овој булевар овде имаше паркирано повеќе од верувале или не 90 автобуси. Луѓето заборавиле да ги скинат плакатите на нивните кандидати од другите градови и дошле така, комплет намонтирани од Елче, од Кавадарци, од Богданци, сите краишта на Македонија. Господине Груевски, зарем не ти е јасно дека во Куманово нема што да бараш? Во Куманово граѓаните се одлучија. Народот е со социјалдемократскиот сојуз, со сојузот за еднината, со победниците, со луѓето кои што прават разлика од континуитет и популизам. Сограѓани мои, направивме една коалиција Сојуз за еднината во која што покрај социјалдемократскиот сојуз партиципираат голем број на слободоумни политички партии, почнувајќи од НСДП, ЛДП, ВМРО Народна, Обединети за Македонија, Санџачка лига, поддржани од достоинство и сите слободоумни политички субјекти. Застанавме рамо до рамо да го браниме достоинството на македонскиот народ, да ја браниме слободата и слободоумието во нашата држава, бидејќи онаа што ни се случи на 24 декември, кога ги сврлија нашите народни избраници преку прозорот собрание, не сакаме никогаш во нашата историја да се повтори повеќе. Токму поради тоа, Сојузот за еднината никогаш како досега обедине чекори во сигурна победа на 24-ти. Затоа би сакал од овде да упатам неколку пораки. Најпрвен да кажам, оваа советничка листа, на која што мене ми припадна честа да видам прв меѓу еднаквите, е еден сублимат на луѓе кои што иако се различни по својата професија, по својот карактер, сепак се обединети во ставот да достоинствено го застапуваат граѓанинот на општина Куманово во градскиот парламент, да се стават во функција на граѓанинот, не да бидат привилегирани граѓани на општината, туку да бидат народни слуги, да му служат на оној кој што го избрал. Токму поради тоа, овие избори имаат своје значење и еден вид на референдумски карактер. Онаа што ќе значи резултатот добиен на советничките листи, ќе значи резултат победнички вовет во предвремени парламентарни избори, кои што сакал Груевски да ги даде или не, ќе ги има во септември. А пораката за предвремените избори, ние заедно со вас од Куманово ќе му ја упатиме во недела. Најпрвен ќе му кажаме дека многу погреши што кандидира кандидати во Куманово. Политичка партија која што нема право да кандидира кандидати во Куманово е токму ДПМНЕ, бидејќи за сите овие години на власт една жолта банка во Куманово не потрошија. Онаа што беше направено е резултат на работењето на СДСМ, своите коалициони партнери, менаџирани од нашиот градоначалник седашен Илен Зоран Дамјановски.
Почитувани мои, ние во Куманово пари да ги даваме бад-бадала немаме. Ние во Куманово пари за празни проекти немаме. Впрочем, нам не ни требаат барокни згради, не ни требаат укотвени фиксирани бродови во градскиот кеј, нити пак ни требаат споменици. Нам ни треба надземна и подземна инфраструктура, ни требаат сообраќајници, канализација и сето она што сите знаедно со вас сиве овие години го градиме. Затоа уште еднаш од оваа место ќе повикам: дајте во недела да излеземе масовно сите, уште во раните утрински часови, да му кажеме на Груевски со Колоси има работа!